Европскиот парламент е институција, како што знаете, во контекст на овој негов извештај се разговараше надолго и на широко во Македонија, чиј извештај нели не е обврзувачки, затоа што други се извештаите подготвени од Европската комисија што ги усвоила Европскиот совет, други се извештаите на Европскиот парламент. Јас велам, таму имаме различни мислења, имаме радикални структури, имаме десница, левица, крајна десница, крајна левица и за жал понекогаш во извештаите допираат и таков тип на радикални мислења, кои немаат во реалноста немаат никаква подкрепа. Тоа не значи дека ние не треба да дадеме значење, затоа што знаеме од каде доаѓаат фактички таквите извештаи, односно таквите интерпретации на она што се случува во Македонија. За жал има подкрепа и од одредени структури во Македонија на таквите размислувања, дека ние сме дел од српскиот свет. Пред се, тие тврдења се базираат на некакова фолклор или култура која што благодарение на тоа што ние сме живееле 50 години заедно во иста држава со Југославија, па имаме рефлексии на таа култура, гостување на пејачи од поранешна Југославија, од Србија и така натаму, нешто што се случува на целиот југословенски простор и во Хрватска. Значи, оние најголемите турбофолк звезди од Србија гостуваат и во Хрватска, па дали тоа значи дека Хрватска е дел од некаков српски свет. Со други зборови, ние сме дел од една културна матрица на еден поширок југословенски простор и мене не ми се допаѓа ако гледам исто така дека имаме многу повеќе, не знам, српски или хрватски или босански звезди во Македонија отколку македонски. Но тоа беше нашиот културен простор. И логично е, ние не можеме да го пресечеме тоа преку ног и да форсираме некаква друга културна матрица. Инаку, во 90-тите години, ако се сеќавате, имавме шоуа, телевизија А1 имаше шоу со бугарската телевизија, каде што настапуваа македонски пејачи. Мислам дека некои познати имиња како Кајмаковски беше во Софија. 90-тите, 2000-тите години тоа шоу престана. Сега гледаме на Грант, наши млади пејачи победуваат со македонска музика, со македонски фолклор и тоа е, како да ви кажам, некаква взаемна, фактички ние извезуваме и македонски свет. Сега кажам дека, да резимирам во овој контекст, дека актуелната влада многу внимание посветува на ширење на македонската национална идеја и на ширење на македонскиот свет.